Почитувани, добар ден. Време е да започнеме црвена линија. Премиерот Мицкоски беше единствениот лидер од Балканот на инаугурацијата на Доналд Трамп и тоа го искористи за да оствари бројни средби со влијателни политички представници, успешни бизнисмени и новинари, соопшти од ВМРО ДПМН. Критикувајќи го СДСМ, бидејќи не го поздравил различниот и позитивен пристап на премиерот Мицкоски во водењето и представувањето на државата. Во соопштението на СДСМ се вели дека премиерот не присуствувал на инаугурацијата на американскиот председател, туку бил на партиски митинг, следејќи ја инаугурацијата на Монитор, а оценето е дека немало сериозни средби. Како и обично, македонските политички партии не успеваат да најдат заеднички јазик, дури ни кога станува збор за ваков настан. За ВМРО ДПМН историско позитивен пристап, за СДСМ приватна прошетка на Мицковски во Вашингтон со пари на граѓаните. И тоа без бенефит. Разни прашања се поставуваат. За посетата за време на инаугурацијата има позитивни и негативни критики. Кое е вашето мислење? Дали оваа посета на Соединетите Американски држави на премиерот Мицкоски е дипломатска офанзива? Дали средбите со Крис Павловски, Ричард Гренел, Такер Карлсон, Дейвид Нунес, Џон Битов и Марко Галина се сериозни средби или не? Но покрај овие прашања во денешната црвена линија ќе прашаме: дали сметате дека премиерот Мицкоски покажа висок државнички капацитет со присуство на инаугурацијата на председателот Трамп? Имаме и уште едно прашање, тоа можете да го одговорите секако, ако не заследите веднаш на Инстаграм. Па еве што ги прашуваме на Инстаграм стори, Инстаграмџи. Значи заследете не и веднаш секако кликнете на вашиот одговор. Прашањето за денес е: дали посетата на премиерот Мицковски на Соединетите Американски држави за време на инаугурацијата е успех за целата држава? Како што гледате, имате две можности за одговор. Ако одговорот е да, кликнете на ова поле, ако одговорот е не, кликнете на полето за не. Ќе собереме во проценти како и секогаш и по завршувањето на дискусијата, некаде по пред крајот на црвена линија, ќе ги соопштиме резултатите. Ќе ни биде особено драго и оваа црвена линија да ја креираме заедно со вас, поточно секако денес со вклучување на телефонскиот број 023070005 да дадете одговори на прашањата на црвена линија. Ќе повториме уште еднаш за вас. Ќе подсетиме дека за посетата за време на инаугурацијата има и позитивни и негативни критики. Еве кое е вашето мислење? И дали според вас оваа посета на Соединетите Американски држави на премиерот Мицкоски е дипломатска офанзива? Дали еве средбите какви што беа остварени со Крис Павловски, Ричард Гренел, Такер Карлсон, Дейвид Нунес, Џон Битов и Марко Галина се сериозни средби или не? При вклучувањето се разбира од режија, имајте во предвид веднаш и да се намали, односно целосно да се намали тонот на ТВ приемникот. Јас и вие да зборуваме преку слушалка. Добар ден. Добар ден. Ке ве замолам многу погласно. Ќе зборувам колку погласно. Само да кажам однапред дека не сум партиски никогаш била определена, нити ме интересираат тие работи. Меѓутоа реално да зборуваме. Целта беше да се покаже дека од Балканот некој отишол. Да се удри као четка на главата, јас единствено од Балканот. Го поканиле бугарите, кој го поканил? Никој не го поканил, бугарите го поканиле. Отидо на државен трошок, на наш грб, срамота. Нигде не ти бил на инаугурација, се шетале низ Њујорк, имаше слики кај што одат по бутици, пазараат роба, а со тие што се сретнале бизнисмени, тие немаат лиценца никако. Према тоа све во матно правење лажни импресии за населението. Срамота од секогаш сум била за правдина, меѓутоа ова е срамота да толкова делегација оди тамо да се шета на грбот на граѓаните, а без никаква цел, без никаква покана, без никакво присуство на инаугурација, чисто да се прошетаат и да кажат дека биле во срамота. Срамота невидена, брука за Македонија, срамота за Македонија. Солот избрука како народ и срамота да каже било кој нешто за ова. Дека било позитивно, односно било само во негативно.
альтернатива. Никаква корист од ова, нити ќе има Македонија, нити ќе има Мицковски. Му падна рейтингот и кај тие што го почитуваа. Срамота невидена. Ви посакувам убав ден. Навистина, благодарам пред се што еве со вас го отвараме ово издание на Црвена линија. Благодарам за вашите одговори. Останете, сепак да слушнеме и останатите гледачи каква оценка ќе дадат, односно какво мислење имаат во однос на посетата на нашиот премиер при инаугурацијата на Доналд Трамп. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав од тебе, поздрав телевизија Телма. Поздрав и до вас, ако може малку погласно ве молам. Може. Само многу викам, за тоа не сакам. Така. Значи, така, за Мицковски не знам дали бил поканет или не. Јас мислам дека сам на гости не се оди. Ако ми дојде на мене некој гост не канет, јас одвај не му ни отварам врата. Сега не знам дали е Мицковски поканет, но дали беше тој во Бугарија поканет, не ми кажа претходната гледачка, дали беше поканет во Бугарија кога зборуваше на бугарски, кога викаше дека сме ние народ, кога некој одеше кај папата, дури таму не е дозволено жена да оде, кога се носеше ќерката кај папата. Дали бе на чиј трошок беше тоа? Мен не ми е јасно. Дали беше од нас граѓаните го плаќавме тоа или го плаќаше некој си премиер таму? Или дали некој кој го водеше во Белата куќа кога се ја носеше жената, ќерката таму, фамилијата? Или некој кој го водеше во Шпанија кога преговараше за Косово? Кој го плаќаше тоа? Јас не знам. Дали го ние плаќавме или некој госпоѓа го плаќа тамука? Што викаше овие од 27 нека бидат во затвор. Значи дали тоа е оправдано? За мене не е. Јас сум македонец, ја сакам Македонија. Ако некој отишол во Америка, не покарет, па нека докажат дали бил покарет или не бил покарет. Нека докажат. Еве СЗБ, јас ги поддржувам, еве нека кажат како отишол таму не покарет. Па гледал не знам каде. Па може би Мицковски бил на Аляска, тие не ли го виделе? Никој од Аляска ја гледал и Русија, ја гледал и Америка. Што се случува? Значи стварно ние сме народ без компас. Значи ние не поддржуваме некој што работи добро. Ние поддржуваме само Ке посетам само да се внимава на тајмерот 90 секунди едно јавување за оние кои што ќе сакаат нови 90 секунди. Слободно во рамки на истово во издание завртете го повторно телефонскиот број. Благодарам за гледачот и за неговите одговори во Црвена линија. Ке посетам сега во продолжение, задолжително оние кои што не следат на Facebook да го сторите тоа. Од една основна причина што на Facebook профилот Црвена линија редовно ги објавуваме темите за кои што дискутираме со вас и во рамки на Црвена линија нормално во живо. Но преку коментари и споделувања секако можете да дадете удел, да споделите став, мислење, одговор, кои што коментари ќе ги читаме измеѓу јавувањата. Како изгледаме таму? Еве можете да видите, секогаш Црвена линија, дали преку графика или преку фотографија, секако го поставува прашањето. Денес прашуваме, значи, дали сметате дека премиерот Мицковски покажа висок државнички капацитет со присуство на инаугурацијата на претседателот Трамп? Пишувајте коментари, ќе вклучиме гледачи, потоа секако ќе почнеме и со коментарите од Facebook, кои што ќе ги споделиме секако со јавноста во рамки на Црвена линија. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден. Повелете. Јас сум? Да, повелете, ве слушаме. Тина, поздрав од Роме. Поздрав Роме. Па еве, дали оваа посета на Соединетите Американски држави на премиерот Мицковски е дипломатска офанзива според вас? Да, според мене е доброто што појде таму тој Мицковски. Да не ме учат овие за шашно школава. Тој добро направи и сите го фалят него. А не е овако што викат други. Тој направи убава работа. И ќе имаме ние корист за тоа. Сега јас сум македонец, знам што е ова, али тој направи убава работа. Сите што се јавени грешно зборуваат, по моје мислење. А јас сум школован, ја не сум прост. Тој направи убаво, сите го фалят Мицковски. Мицковски ќе створи држава ако што треба, а не како претходната влада што беше. Тоа се ломе направи. И име го мена, и народност, и све. Све ни смена таа. Јас сум македонец, не сум северчан. Јас ја сакам мојата мајка земја, Македонија.
и никогаш Македонија не е на други. И да умрам, никогаш не давам за други. Јас сум роден македонец и македонец ќе умрам. Поздрав од Роме од Бичево. Поздрав до вас, господине Руме, благодарам за одговорите во црвена линија. Ве префрлам сега веќе на Facebook, бидејќи ги имаме првите коментари. Ве подсетувам сите оние кои што нема да успеете да се вклучите во живо во црвена линија, сега кога ќе читаме коментари, вашите одговори на таков начин и ве можете да ги споделите со јавноста на нашиот профил Црвена линија на Facebook. Лазар Станоевски го има напишано следното: присуството на инаугурацијата на Трамп е симпатичен гест. Но ако е тоа мерило за висок државнички капацитет, тогаш секој турист со виза би бил стратег од светски ранг. Да не го преувеличуваме, добар чекоре, но не мора веднаш да значи државнички подвиг. Господине Становски, благодарам за коментарот. Останете со нас. Продолжуваме понатаму со вклучување на гледачи. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Многу ве поздравувам до водителката, до емисијата исто така. Благодарам, поздрав, возвратуваме. Премиерот беше таму и добро ние слушнавме кој беа поканети таму, кој не беа. Мислам дека не беше поканет. Јас би сакала да беше поканет. Меѓутоа, точно е дека не беше поканет, ама тие средби што ги оствари се не знам што ќе дат. Меѓутоа, може е добро. Не знам што да речем. Нека не изневеруваат со лаги, оти цела Битола ние гласавме за Мицкоски. Цела Битола, верувајте, стана за Мицкоски да гласа. Немојте вака, вие не знаете дека не беше поканет. Зошто кријат новинарите? Еве, според вас, кажете ми, дали оваа посета на Соединетите Американски држави е дипломатска офанзива според вас? Може да е, може, не велам, не некирам. Во ред е сето тоа, меѓутоа да се каже дека е покан, ние видовме кој беа поканети. Ние слушавме, ние не сме прости луѓе. А и човекот е наш, јас не ќе да зборувам лошо за него. Ние, верувајте, цела Битола гласавме за него, ако верувате. И мислам дека не се добри вакви работи, оти си го губи доверието човекот. Не е добро. Многу да ве поздравам и благодарам што ме сослушавте. Големо благодарам што учествувавте во Црвена линија и секако поздрав еве и до битолчани, оние кои што следат Црвена линија. Ке подсетам, коментирајте на Facebook и една многу важна напомена. Секако правилото на Црвена линија и кога ве вклучуваме во живо е едно и единствено. Од етички аспект се разбира, секој од вас може да си го каже мислењето, но ве замолуваме да не користите навредливи зборови, погрдни зборови, зборови кои што алудираат на насилство или пак на омраза. Истото тоа правило важи и за коментирањето во рамки на Facebook, нели, платформата, затоа што навистина би сакале да ги прочитаме сите коментари, но доколку има, нели, погрдни зборови и она што сушност е недопустливо страна на Црвена линија, нема да бидеме во можноста. Ние тоа не го сакаме, навистина сакаме да читаме коментари. Пишувајте по вклучувањето на гледач, повторно одиме на Facebook. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Па дали бил поканет или не бил поканет? Не бил поканет, меѓутоа е ошол таму. Меѓутоа таму се републиканците, па ова е содна партија со републиканците, така да ете се виде со некој од нив. А тие со кои што беше, на кои што им држеше говор, тие се некогашни македонци. Тие врска немаат со Македонија. Поготово го прочита, го слушав името Битов. Тие се од МПО, тие не се ни од ВМРО. А име во однос на Ричард Гринел, Такер Карлсон. Значи, створено е 1920 година во Америка, како тоа избеглиците од Тегинска Македонија, првите избеглици што беа. Тие се тие луѓе на кои што најомити му држеше говор, дали имаше некој во салата на кој што му држи говор и дали го разбираат и од тие не знаат ни македонски. Оти беше тука Џон Битов,
стариот, сениор, да го речиме, беше тука, го видовме колку знае македонски, не знае македонски човекот. Бугарски зборуваше. Така да и тие се исто така, иста тајфа тие што веа, што се сретнат со нив, тие македонските, наводно македонски бизнисмени, тие не се никакви македонци. Мислам никакви. Се македонци по род, меѓутоа, ете. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Ќе подсетиме дека нашите теми ги објавуваме и на профилот на Телма телевизија, се разбира, на Facebook, така да и таму има огромен број на коментари. Така да има во продолжение, сега ќе одиме со коментарот на Игор Јанковски, кој што напишал здраво. Здраво, Игор. Што се однесува на посетата на Мицковски на инаугурацијата на Доналд Трамп во Соединетите Американски држави, несомнено истата посета може да донесе и позитивни придобивки за нас како земја која имаме изградено стратешко партнерство со Соединетите Американски држави. Од друга страна, јас лично не сум пристрасен и дискутирам она што го мислам. А политичките партии е факт дека постојано се препукуваат и обвинуваат, а без оглед за која политичка партија станува збор. Друго, за жал, политизираноста е длабоко вкоренета во порите на општеството, а поделбите представуваат негативна појава за самото општество. Значи, добро е секој да го искаже своето мислење, а слободата на говор е основно човеково право кое има суштинска улога во остварувањето и заштитата на другите човекови права. А да се надоврзам на посетата на Мицковски на Соединетите Американски држави, пак ќе повторам, е значаен сигнал за односите помеѓу Соединетите Американски држави и Македонија, но сепак сметам дека не означува истата посета како нешто што е огромен успех, но сепак според мене значајна. До некаде истата посета како добар сигнал и доказ за зацврстување на нашето партнерство со Соединетите Американски држави. Поздрав и благодарам, Игор, за коментарот. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Црвена линија. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Повелете, ве слушаме. Види вака, Тина. Ова мене лично некако ми става некоја си сумња, не дека не беше таму Мицковски, меѓутоа јас си мислам сепак лобито од албанско е многу поголемо, па така да тој си мислам со нив отиде, али не е ни битно. Оти нигде не ги видов заедно. Тие си лобираат за Косово, не лобираат за Македонија. Меѓутоа го оправдувам Мицковски што беше таму. Меѓутоа ми става една работа во сенка, што така си мислам. Фон дер Лајен не поканета, германскиот претседател не поканет, овој францускиот не поканет. Од калета тук доверба, Мицковски да биде поканет, малце ми става сумња. Не знам точно дали од калето го натера да биде и што, не знам. Не можам да судам, ќе покаже времето. Затоа, видеко, главни личности не беа, па тој беше. И да крај го гледам сам, по сликите седи там, ала со него имаше делегати. Меѓутоа, се надевам дека мојот сограѓанин, пошто јас сум од Прилепскиот крај, ова ќе ме познаете, Тале ќе се јави и се ќе објасни за Тито и за сите. Него тој Тито изгледа му вади очите, па не знам што сака човекот да докаже, само напаѓа ние што се јавуваме. Затоа другите телевизии го брка. Ве поздравувам, пријатели. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Останете со нас, останатите продолжете со коментари, ќе продолжиме и со читање на истите меѓу јавувањата. Добар ден. Добар ден, Тина, дали сум јас на линија? Да, ве слушаме, повелете. Вака сега, имам дипломирано на Факултетот за политички науки во Белград, меѓународно-политички сфер, офсет дипломатија. И нема да зборувам на ветер или било што. Прво ви е погрешно прашањето. Присуството на инаугурацијата на Доналд Трамп значи да бидеш присутен во Капитол Хил, ако си поканен. А вака да бидеш во некоја спортска сала кај што си играат НБА на преварите, а мислам можеше, а тоа го кажа и многу медиуми во Бугарија,
дека може со пиар агенција да платиш и да присуствуваш. Ова е конвенција или средба во која се организира преку републиканската партија. Значи, не е покана официјална од Трамп. Со Трамп, од македонските функционери, единствено се има сликано господинот Зоран Заев. Сега, дали ќе имаме ние чар од сето оваа работа? Мислам дека може да имаме. Затоа што во секој случај посетата со тие познати понадолни ешалони и средби може да донесат нешто. Меѓутоа, да расчитиме една работа. Присуството на ингурацијата на Доналд Трамп не е за Мицкоски било официјална покана. Поздрав. Благодарам многу за вашите 90 секунди во ова издание на Црвена линија. Ке ве подсетам да не заборавите секако за се што сакате да се информирате ефикасно, брзо и квалитетно. Секогаш кликајте на telma.com.mk. Во овој случај задржете се на овој наслов каде што стои, односно се вели следново. Бугарски медиум тврди дека Мицковски приватно преку пиар агенција Daschle Group бил поканет на инаугурацијата на Трамп. Владата ги негира написите. Од владата реагираат на написот и велат дека посетата на премиерот Христијан Мицковски на Вашингтон, Соединетите Американски држави, за време на инаугурацијата на Трамп е службена посета, а не приватна. Исто така посочуваа дека владата нема никакви релации и важечки договори со агенцијата која е посочена во конкретниот текст. Дали оваа посета на Соединетите Американски држави на премиерот Мицковски е дипломатска офанзива според вас? Еве, кое е вашето мислење и дали средбите со личностите како Крис Павловски, Ричард Гренер, Такер Карлсон, Девин Нунес, Џон Битов и Марко Галина се сериозни средби или не? Добар ден. Добар ден и добра вечер, Македонијо. Добро вечер, господине Тале, повелете. Вака некои милуваат мене да ме стават тема во емисија. Тема сум јас или како е работава? Знаете која темата, држате се до темата, ве слушаме, повелете. А тој пред мене темата беше кога за мене зборуваше, прашувам, онак информативно, слобода на говор, така не. Добра, ако сакате, тогаш одговорете, зборувате за него, што да ви кажам, но знаете дека сакаме да слушнеме кои се одговорите на темата на Црвена линија. Евака сега, значи, Груевски да, не, мислам, за Мицковски да има средба со лидерот на републиканска партија, не било ништо така. А замислете, за овиот ДСДС, кога Заев беше во Швајцарија, имаше средба со најекстремна диаспора кој финансира УЧК воња во Македонија и на Косово, и на кој им вети рушење на рамките и албанизација на цела Македонија. Да се вратиме на премиерот Мицковски и посетата на инаугурацијата. Кажете ми дали ви се чини дека ова е дипломатска офанзива, кое е вашето мислење во однос на оваа посета? Јас сум македонец од Македонија, го поддржувам Мицковски, беше на македонска средба каде зборуваше за Македонија и македонци и грчите, и Грција реагира. Оти Мицковски зборуваше за Македонија и македонци. Сега тоа што му причи новие северниве, што не знаат што се по идентитет, дали се Титови, дали се македонски, дали се сршти со бугарите. Благодарам многу. Јас ќе ве замолам сите останати. Значи, Црвена линија не постои да меѓусебно нели се критикуваат и секако оценуваат гледачите. Туку ве замолувам да се држиме до темата, имаме конкретни прашања, дури ета оно за што зборуваме и сакаме да слушнеме од вас, можете да го прочитате секако и на екранот. Ајде да видиме што напиша оние кои што секако учествува во Црвена линија и дадоа преку коментари. Заследете не в профилот ни е Црвена линија на Facebook. Светлана Тодорчевска напишала на прашањето дали сметате дека премиерот Мицковски покажа висок државнички капацитет со присуството на инаугурацијата на председателот Трамп. Светлана Тодорчевска напишала највисок државнички чин досега, а Целе Алексов напишал не. Тој дали бил таму, може гледал на телевизија. Благодарам за учеството преку коментари. Продолжете, ќе продолжиме и ние со читање. Добар ден. Ало, добар ден.
Поздрав, повелете. Се слушаме? Да, одлично, повелете. Видете, посетата ја оправдувам што отиде, сега дали беше во публика или дали се поздрави со Трамп. Тоа не ми е јасно мене. Дали си изваде карта како туриста, беше поканет од Трамп во тој круг, или си отиде по свој ќер, секој можеше да отиде да присуствува таму. Тука нешто не ми е јасно. Сега тие второ, трето разредните владатели во Америка се состанал со нив. Со нив може секој да се состанува, ама ова со Трамп зошто не отиде овие другиве балкански, европски председатели? Не знам што е работала, нашиот отиде, ама ја не видов да патија рака, тоа е доказот, дека го викнал него таму, тој што треба. А го викнале тие споредните, ставно може да го викат и да појдат. А од друга страна, ние отидовме таму, се спрчивне, заради Бугарија и Грција, еве сме ние таму со нив, со Америка. Не, Америка е па со нив. Па е против нас. Нас не толчат, ќе не дотолчат. Со тоа одење ние нешто по... Благодарам за одговорите. Внимавајте само на тајмерот 90 секунди. Ајде да видиме ова е и прашање кое што е анкетно денес, заследете ни на Инстаграм, кликајте на вашите одговори, дали посетата на премиерот Мицковски на Соединетите Американски држави за време на инаугурацијата е успех за целата држава. Добар ден. Ало. Добар ден, ве слушаме во црвена линија. Добар ден. Не е никаков дипломатски успех. Во тој настан може секој граѓанин да учествува и да присуствува ако плати. Ало, дали се слушаме? Да, продолжете слободно. Јас пред 2 години бев во САД и бев натре во Капитол Хил. Значи, таму секој може да присуствува. Се најавуваш 24 сата пред, име, презиме, податоци и може буквално да влезеш внатре во сите простори. И на инаугурација, ако имаш $4,000 да платиш, ќе присуствуваш. Значи, нема никаква официјална покана, пошто официјално Трамп уште не е председател. Значи, отидува таму пола влада, 20 на луѓе, колку што читаме од весниците, наместо да бидат во Давос, каде таму треба да се лобира, тие се избега за Америка. Значи, ние не сакаме да бидеме 51-та членка на САД, него Европска Унија. Трошоците се големи и сите тие трошоци ние као граѓани ќе ги платиме. Отидува на шопинг и да се сликаат. Ја имам слики и видео од Капитол Хил внатре колку сакаш. Али не е тоа поентата. Значи, според мене е губење на пари. Ке посетам, тајмерот е 90 секунди, но нема да изоставам и да ви се заблагодарам за вашите одговори во ова издание на Црвена линија. Продолжуваме и со останатите коментари. Ленче Джамбаска го има напишано следното. Не е ништо ново кај нас. Како може да очекуваме напредок на државата со иста гарнитура на луѓе кои до вчера беа обвинети, предпоставувам, на СДС ги амнестира, со тој себе се од министри си се разначија пратеници, во заграда платеници. Ако сакате одговор зошто луѓето се исели од државата, сите политички партии се исти за нас и за власт и нашите семејства. Ленче, благодарам за коментарот, но еве како изгледа денеска Црвена линија на профилот на Телма телевизија. Значи, денес сакаме да знаеме според вас дали сметате дека премиерот Мицковски покажа висок државнички капацитет со присуството на инаугурацијата на председателот Трамп. Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете. Ајде да не бидам толку некој да напаѓа, ќе кажам дека тоа што беше Мицковски, под кои услови платил, не платил, секоја чеж, барем беше там, ќе се разбери доправа. Меѓутоа, јас, на пример, да бев Мицковски, не одев Трамп на инаугурација. Па тој кој беше предходните 4 години, тој
тој ни заби нож в грб, тој ни го смена името. Ајде сетете се, дека е така, во првото владење. Тој, замислете таа Америка што ни пред 2001 година. Терористи ни направи овдеки. Ни дојсе рамковен договор. Што таа е за мене терористичка организација Америка и се докажува. Меѓутоа, нажалост, не сакам војни, повторувам, не сакам војни. Ќе се мени свето ова со Русија, да се разбериме. Не ќе може тука везден таа Америка. И на краја му честитам на режисерот што пред време го исклуче тале. Веќе е досаден по сите телевизии. Ве молам, не ги коментирате останатите гледачи, ве молам. Благодарам секако за одговорите. Не знам зошто се ставаме во ситуација, па и мене, нели, да морам да ви укажам дека навистина секундите не се да ги критикуваме останатите гледачи. Ако и ви иритантно, секако задржете го тоа за себе, бидејќи црвена линија секако не функционира на принцип ќе вклучиме гледач што ни се допаѓа или пак ќе исклучиме гледач што не ни се допаѓа. Она што не се допаѓа на црвена линија е секако начинот на кој што се искажуваат нели ставовите, а тоа е да бидеме принципиелни, да не користиме погрдни, вулгарни зборови, да се разбира не се употребува говор на насилство или пак говор на омрза. Продолжуваме понатаму, еве уште дел од коментарите. Љупчо Македонски Јовевски напишал: резултатите ги очекуваме. Тоше Спасеновски напишал: да, ако некој очекува да седи до Трамп, тогаш нема врска со реалноста. Зоран Тодоровски напишал: не. Тоа му е одговорот, значи, на прашањето дали сметате дека премиерот Мицкоски покажа висок државнички капацитет со присуството на инаугурацијата на председателот Трамп, и еве дали оваа посета всушност на Соединетите Американски држави е дипломатска офанзива. Добар ден. Здраво. Здраво. Види вака, гледав една ситуација со еден млад дечко кој го прашуваше познат мафијаш у квартот, таму кај што живеели тоа Бронкс. И му вика: стани бој, вика, толку ли те сака народот, вика, луѓето што те сите поздравуваат, вика, не, вика, не ме сакаат, вика, ме мразат, ама се плашат од мене. Тоа е инаугурацијата на Доналд Трамп. Истиот тој Стани Боје. Значи, овој нашиот државник што отиде таму у Вашингтон, отиде на своја режија, али со наши пари. Тоа е најбомниот дел. Значи, нека иде он у своја режија кај тој Крис Донев, како го вика таму, или нека му плати Крис Донев престои таму, нека го Крис Павловски, Ричард Гренер, Такер Карлсон, Деви Нунес, Џон Битов и Марко Галина. Значи, као бил повикан од некој си Крис таму, не знам како му беше презиме. И тоа е трошат некаде околу $500,000 со таа делегација, кои биле по сладкарниците у Вашингтон, кои биле по сладкарниците у Вашингтон. Знам некоја популарна сладкарница Пчела, се викала Сали Рензи Сашот. А ние што се однесува до поканите во однос на инаугурацијата, она што секако беше објавено во медиумите е дека Џорџа Мелони е единствената европска лидерка што ја следеше во живо инаугурацијата на Трамп. Всушност таа отпатува во Соединетите Американски држави со тројца пратеници од нејзината партија, но без ниту еден друг член од нејзиниот кабинет. Всушност, ова е потек што ја нагласува блиската врска на шефот на владата на Рим со Доналд Трамп, како и со милиардерот, а сега политичар Илон Маск. Дали посетата на Соединетите Американски држави на премиерот Мицкоски според вас е дипломатска офанзива и дали сметате дека премиерот Мицкоски покажа висок државнички капацитет со присуството на инаугурацијата на председателот Трамп? Добар ден. Добар ден, ако јас сум. Да, повелете, ве слушаме. Ева, to be or not to be. Прашањето беше и оддамна, и претходно, и сега остана.
сето овие чинови, значи по представување, предскажување и умилкување, како да кажам, многу ме подсеќаат и на овие претходни. И овој што побегна таму, кажи во Маđarска, така да и тој таму ко оде, ама таму пее на него друга песна. Така да затоа побегна. Сега вторава работа. Ако више гледаме дали е побегнат, значи кој ќе изрази висок дипломатски чин, тоа е со црвен тепеј, значи во белата коќа со интонирање на државна химна. Тоа се, значи, во цртите, во тие линии, кога се представува некоја држава земја. А за овие други сега, значи, како ќе иде? Ниеден министр до сега што бил во Америка и кога се вратил, значи, не донел ништо ново. Така да и ова. Многу ме подсеќа на Груевски кога не распродаваше за ич пари. Абе на Грција, 100 евра, што се секираш? Значи, ефтина работна снага, ние немаме никаква више работна снага. Нема ефтина, туку никаква. Сега, како бизнески се тера, имавте таму кворум некои си 3-4 ОДВ. Наши кој вика, ќе копаат литиум ово. Кој има литиум? Србија има. Затоа таму сега има немери. Толку. Благодарам за вашето учество и за одговорите. Ево уште еден коментар на Лазар Младенов, кој што напишал: никаков државнички капацитет, едноставно скандал. Која беше потребата да се лаже дека е поканен да присуствува на самата инаугурација кога не бил? Бил во Capital One Arena, каде присуствуваа илјадници бесплатно. А дали средбите еве со Крис Павловски, Ричард Гренел, Такер Карлсон, Девин Нунес, Џон Битов и Марко Галина се според вас сериозни средби или не? Дали оваа посета на Соединетите Американски држави на премиерот Мицкоски е дипломатска офанзива? Добар ден. Добар ден. Повелете. Голема дипломатија да не се сретнат со председателот. Сега вака ја би кажал. Мицкоски да организира друго патување до Трамп да појди и да седни машки на маса и да му речи на Трамп: ајде, господине Трамп, кажи на бугарите дека ние сме се откажале од Пиринска Македонија, еве збор не сме спомнале и нека се тргнат на страна и нека не измислува да не попрачуваат да барат бугари кај нас и да си се зачутат и да си се тргнат на страна. Ајде да им кажат на грците: Македонија егејскиот дел и тој им го оставивне. Што направија Пепел таму, истера македонци, нема македонци, не се мешаме, што сака точи нека вада таму. Да не остат нас да не ни сметат во Европа со Америка да можеме да се работуваме, да живееме. Зошто ги поддржувате, например, што е тоа на Трамп треба да му го кажи? Што е причината, што е стратегијава, што ги поддржувате да не ништат нас, да не постоиме како народ? Каква дискусија треба да направи со Трамп? Па ќе му одговори тој. Ќе заврти телефонот, ќе му кажи: седете таму и не брдајте. Благодарам многу. Еве и уште нешто. Трамп потврдува дека не е заинтересиран за еднаков диалог со Европската Унија како целина, туку за индивидуалните односи, кои покажуваат дека можат да бидат уште поплодни, бидејќи владите на неговите соговорници посилно се идентификуваат со идеолошка негова стигма. Не случајно италијанскиот премиер, која што отиде и беше поканета на инаугурацијата, ќе потсетиме дека пред 2 недели беше замината за Флорида и тоа на приватна средба со новоизбраниот председател во неговата летна резиденција во Мар-а-Лаго. Трамп ја пофали Мелони, подвлекувајќи дека таа е одлична жена, но меѓу нејзините позитивни карактеристики го вбројува и фактот што патувала толку многу часови за да го запознае и како му покажала голема почит. Дали сметате дека премиерот Мицковски покажа висок државнички капацитет со присуството на инаугурацијата на председателот Трамп? Дали од оваа посета се разбира гледате
некаква дипломатска офанзива. И еве дали средбите со луѓето како што се Крис Павловски, Ричард Гренер, Такер Карлсон, Девин Нунес, Џон Битов и Марко Галина се сериозни според вас средби или не? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Намалете го тонот целосно на телевизорот. Ало. Ало. Дали го намаливме тонот на телевизорот? Да, намаливме. Повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете, ве слушаме. Сега сакам да кажем за Мицкоски. Мицкоски отиде горе, да ви кажем право, тоа е добро што ја отиде што на македонскиот народ. Да не знае дека и Македонија има македонци. А овие се што га критикујат тие под пароли на СДС, тие се под пароли на СДС, значи не ги викае, треба да га карамо Мицкоски сега да му кажемо, абе зашто не си ги викае овие да ги водиш има горе? Срам да ги е што збораме против Мицкоски, Мицкоски да не беше државата ги не го продаеше они бе. И го продадоа, не да не го продаде. А како ги не е срам бе, народ треба стане бе, да истерам од држава, да ги истерам од тие бандити. А ве молам без говор на омраза, значи пред малку зборувавме за тоа. Убаво си почнавте, зборувате кои се вашите мислења, сметате еве колку што паметам дека е добро што бил на премиерот присуствувал на инаугурацијата и потоа почнавте нели да ги напаѓате, класифицирате гледачите и секако да употребувате говор на омраза и насилство. Ве молам немојте, црвената линија ќе се активира веднаш. Добар ден. Дали се слушаме? Дали го имаме гледачот, ве молам од режија, бидејќи да, не знам, не сум сигурна, добро. Секако една напомена многу важно, иако го повторуваме од технички аспект, јас ве замолувам целосно да биде и намален тонот на телевизорот, за да можеме добро да се слушнеме. Епа, добар ден. Добар ден, ако сум јас на линија. Сте и тоа во црвена линија. Повелете. Благодарам. Значи вака, јас сега карикирам, ајде не мора и да е точно, меѓутоа, ако Мицкоски бил поканет, сигурно Трамп нема да му прати покана, меѓутоа тоа иде преку амбасадите. Така да можеби амбасадата од Скопје, значи преку амбасадата од Скопје да се покани. Така да сигурно дека Доналд Трамп нема да прати на онаква. Тоа е моето мислење и ајде да овако да кажам дека е така. За кој како сака нека го свати, не е толку битно. И сега добро зашто посетава на Мицкоски, еве убаво кажавте со колку како јаки светски стопанственици да кажам, значи ако нешто стварно се направило и се случило, значи тоа треба да биде плюс за нас. Зашто луѓево, еве ако не отишол у своја режија, еве можело и другите да отидат. Па на крај крајов и претходната влада идеше, трошеше пари, меѓутоа ништо не донесе од тоа. И сега ние ако добиеме некоја добивка на економски план, значи вие не можете ако сакате во една фирма трговска да работите, да немате партнери во странство и да одите и да барате работа, не може и таа фирма, јас сум работела во трговска фирма, значи не може ако директорот седи и не оди по странство и да накла, така да и премиерот. Значи не можете вие се да гледате колку потрошил и што потрошил во надворешни работи во врска со економија. Тука значи морате малце треба малце и подалеку да се гледа, затоа што истото било и пред тоа. И сега не можам да сватам едни и други само се препокуваат, овој се сликал, овој била. Бе дајте да видиме што ќе се направи. Еве Трамп што прави? Трамп бара само пари. Даноци ќе стави, царини ќе ни стави на Европа и не знам на Кина таму ова. Значи човекот готово ги растурил пипците, само бара пари. Друго него ништо него. Благодарам и вам за вашите одговори во црвена линија. Еве уште неколку коментари. Насер Скендери напишал браво за Мицковски. На оно што го напишала Светлана Тодорчевска, највисок државнички чин до сега, браво премиере. Мара Јакимовска напишала каков народ има злобен, лош, па кој премиер плаќа за државни работи приватно? Или се да се негира? Ужас. Зоран Рајна Котевски напишал браво се вика кога ќе го вратат името и знамето назад, а не за шетање.
Дали еве оваа посета на Соединетите Американски држави на премиерот Мицковски е дипломатска офанзива. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Еве нубав ден сина. Вака сега, јас прво ќе кажам до кога овие наши македонци ќе се препокуваат за неважна работа. Дали е поканет, дали не е поканет, отиде човекот. Се сретна со овој, со оној, може би ќе донесе. Потполно се сложувам со претходната гледачка. Значи, не може да се седи дома и да се чека да ни падне лебот на масата, мора да го донесе. Проста работа, најпростата работа. Значи мораш да излезеш за да направиш нешто. И сега дал пари, не дал пари. Па претходневе јас да земам малку како и сите други, претходневе онаказија Македонија, па уште ги бранат. Не знам веќе што да се прави. Дали на македонскиот народ некој што го бираме, како што рече Прилепчанката, цел Прилеп, цела Битола, не знам, станавме да гласаме за Мицковски и сега не чини. Зошто не чини човек? Не можам да ги сватам македонци. Стварно не можам да ги сватам. Отиде, се сретна со овој, со оној, со тие таму луѓе. Може би, еве, не гарантирам со глава, меѓутоа, велам, може би ќе донесе некој бенефит за Македонија. Ако не повеќе, барем ќе се слушне таму дека бил. Како така, ќе дојде до Трампова, па ќе каже, еве, човеков, би у своја речија дотишол, и на наш рачун дотишол, и на било како дотишол, отиде таму. Значи, ќе кажат, ќе дојде до Трамп, се потрудил, дошол, видел и сега дајте да му помогнеме на човекот. Сигурно не дошол тука да го види Трамп. Еве го на телевизија секој ден, ќе го гледаме него да направи нешто. Јас ќе се благодарам да оставам простор и за другите. Големо благодарам ви, велим и вам секако што одвоивте 90 секунди за со јавноста да споделите кои се вашите одговори. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете, во црвена линија сте. Не можам да, болна сум, али не можам да се начудам на народот, што се збори. До вчера, извинете, не можам да продолжам. За во НАТО влеговме, сите знаат како. Моравме да го смениме името за да влеземе во НАТО. И па сега нека го вратат името назад, па нека ни покажат нешто што направиле они за Македонија. Сега многу битно дали бил во Америка и не знам ти што. И само ги слушам, се врđани, не знам ти што. Македонци едните исти се еден против друг се според. Дали, ајве, гледате ли некаква, еве да речеме, и дипломатска офанзива при посетата на инаугурацијата? Тоа дипломатско, тоа е, тука не можам ништо да коментирам, тоа ќе се види понатака што направиле, али да се препукуваат на овакви работи стварно е чудно. Мислам, не можам луѓето да им се начудам, македонци против македонци се врđани, не знам ти какви, не знам ти овие биле патриоти или не биле патриоти. Кога се смени името, сите убаво знаеме зашто го смени името за да влеземе во НАТО. И сега исто и Мицковски, сите се фалат што дека сме во НАТО. Да не се сменеше, не ќе влеземе во НАТО, така е. Вас се прашувам, дали е така? Ние ве слушаме. Еве ќе одговорат гледачите. Хала? Дали е тоа се? Имате уште 24 секунди? Не можам повеќе зборам, викам за ситното, со него морам да се јавам. Така. Ние ќе ви посакаме пред се добро здравје, што поскоро, нели, да ви се врати гласот онаков каков што е, нели? И нема да изоставиме и да ви се заблагодариме што ете дури и за рипнати посакавте да дадете одговори, учество во оваа црвена линија. Благодарам многу. Добар ден. Поштовање, госпожа Тина. Почет испраќам голема и до вас секако, господине Ников. Добра емисија, чими и за рипнати и грипосани се јавуваме, значи вредите и како емисија и како водителка. Се надеваме топло чајче, греано ракиće, госпожата ќе му помене. Него за ова, да се рачисти дали отишел Мицковски со поканене, на најлесен начин, за 25 минути. Зашто? Сите новинари од сите телевизии, дока е Агилер, амбасадорката, и таа ќе ви каже јасно и гласно, дали Мицковски отишел со покана или не отишел со покана.
Тоа не измислуваме топла вода. Сега, мене ме загрижува. Ајде отиште уво, изет Меджети, таа за Трајков што е заменик министер, Мучунски и Мицковски. Ама што бара ти од вреди? Гаши, Таравари, тие четворице од тие 4 партии што се. На чив трошак е тоа? Тоа ме загрижува. А дали ќе има нешто бенефит? Па тој Крис Павловски и во времето и ове предавникот од Муртинот кој беше се загјаваше, па дали уложија нешто? Не. Па Крис Павловски во времето и Груевски кој беше во Америка, дали донесе нешто? Ништо не донесе. Уште многу години Калимеро, знаете кој Калимеро ќе надвиснува над Македонија. Неправди само ќе се избориме, караванот ќе се врви, кучињата ќе се лаат, промени нема да има. Благодарам и вам за одговорите во црвена линија. Ајде да видиме како одговорија во проценти изразено оние кои што не следат редовно на Инстаграм. Повторувам, заследете не, утре повторно нова анкета и секако ќе можете да дадете активно учество и допринос во истата. А во денешната на прашањето дали посетата на премиерот Мицковски на Соединетите Американски држави за време на инаугурацијата е успех за целата држава, со да одговорија 43%, а со не одговорија 57%. Да ги погледнеме рекламите, потоа јас и вие повторно се гледаме во студио. Уште еднаш благодарам и за ова издание на Црвена линија. Верувам дека уживавте онолку колку што уживав и јас. Ако сакате повеќе да уживате, тогаш јас ги имам вистинските соседи за тоа. Од ден на ден се поубави, мора да признам, еден на друг убаво си влијат, па искрено немам зборови. Еве, насмеани и распијани. Така ли ќе бидеме? Слушате ли сега? Ало, дали ме слушате? Да, се слушаме. Важни се правиме, па многу пофалби добивме. Па не се тоа пофалби, тоа се факти, драг колега и комшија. Така е. Чекаме на Нина да му порасне кусата за 4 дена колку мене. Чекаме и тебе да ти сушнираме. Добро, мене кој ќе ми ја завитка косата ката? Не се секире, кате ќе те однесе. Со чорапи гледам, има и со гаки, сега кате виткат преку ноќ. Тина, не претеруј. Ке се договорим? Не. Со шо витка? Со гаки, со танга. Назбулно, не си гледал рил? Не е така. Па уште Нина да гледа рилсови како се со танга. Како виткаат козата, мислам, тоа е. Сите не интересира козава како треба да се ја извитка. Со гаки ја витка. Со гаки ја витка, ама не може вака. Модерни гаки или оние бабски? Баш оние танга. А танга гаки? Со танга. Абе, не сте нормални. Ајде да почнеме, чао Тина.